88-годишниот Иван Ефремов од Штип е активен пчелар до ден денес. Со изреката работата го краси човекот, а мразата го гнаси, тој си дава мотив и сила за работа секој ден. За да се занимава со одгледувањето на пчели, потребно е работа, но и љубов, а тој истата е презел од својот татко, кој со ваквото занимавање започнал од далечната 1924 година, а сега неговите внуци се неговите наследници кои ќе продолжат да негуваат оваа традиција. Стално сум работил, од татко ми бил пчелар преко 100 година, од 24 година, и зето, и внуко, и со дополнителна работа со пчеларство се занимаваме до ден денеска. Имаме пчели 180 на број, зето и сино, или внуко мој. Ден денеска ли ги Ден денеска ги одувам у Аргилица. Што е потребно за да се изваде добар мед? Се зависи од времето. Ако до времето може да излезе 20 и 30. Ние преди 5-6 години 3 пати вртиме у мај, и у август и у септембар. Тоа доста добро мед изведеме. А ваа година ништо, мораме да ги ранеме. Колку е здрав медо за користење? Тоа нема цена. Не е само медо. И прополисо, и се. А дали го и вие користите медо, покажете Да. го произведувате? Да, обавезно. Секој ден по една лажишко, секој сабали користиме. Добро ли е да се стави и у чај и у млеко? Обавезно. А ја, ако имам си просек, една недела јадам чај, другата недела јадам друго, третата недела тоа и паси тоа ставам. Најтрудолюбивиот инсект, без да е штетен, а сепак толку многу корисен со својата работа е пчелата. И затоа единствено што бара се добри пасишта во лето и погача за пчели за да обстои во зимо. Зиврове ставаме моментално погачи. Погаче тоа е од прополи тамо кај брашно, соја, там има си продаваци готови погачи, ги викат така. Ако е многу ладно зимото, како обстојуват тие пчели? Не, кај ние е стално топло. Проблем е зимно време, ако е подолго време, ладното што не можат да излезат измет да си права, хигиената. Не е битно колку надо. Унатре се одржуваат леглото од јануар месец, почне да работе. А на врзлеглото, они со сите врзлеглото, мора температурата да биде иста. Пчелата произведува и прополис, кој е доста баран и секојдневието кај луѓето. И според дедо Иван, таа е најкорисниот инсект на земјата. Најчисто. Инсект нема толку свето, не постоje. Он дава 5-6 производи од пчелата. Ние на животно или инсект. Се има. Се е полезно. И прополиса, и матиче, и сите работи, и медо, и се. Пчелниот убод е многу добар, многу квалитетен. Тоа текува тие почета, еве ја и на око да му лапат не потечувам, оти не сме уапала. Случувало се и по 10 пчели да му лапат. Они се многу паметни, они секој вика пчелата напаѓа. Не е точно. Еве голу отиде по пчелата ништо, само мирис да немаш. Тие спреове ки има, никош не е изумрел, дали помалку или повечко, али младите повечко сакат мед да изваде. Е, тука е проблемот. Младите сакат готова пара. Седе у кафичо и само да падне некој да му дава. И се жале. И се жале, нема вопа. Иде работа. И само кукат, скапо е скапо. Земи да работиш, да видиш како е. Значи и патлиџан или пиперка да посадиш има обавеза. Иван Ефремов има своји наследници, неговиот зет и внук, кои ќе продолжат со традицијата за одгледувањето на пчели. Тој на младите порача само активна работа, бидејќи човекот колку е поактивен, толку е и повеќе здрав. Па затоа неговите зборови можеби ќе бидат мотивот на некои нови генерации.